Откако го реши проблемот, премиерот почна сериозно да се занимава со практичната имплементација, но постапувајќи надвор од рамките на она што е едуциран. Тој открива дека по се изгледа, потајно сака, по вокација, да биде лектор. Еден убав настав за претприемништвото е ова во Република Македонија. Република Северна Македонија. Тие ќе бидат областите кои што ќе обезбедат подобри економски околности за работа во Република Македонија, да ја подобрат во Република Северна Македонија. Направените корекции не значат и промена на идентитетот, иако во македонската јавна сфера има многумина кои редовно се обидуваат и успеваат лажно да се представуваат. Од тие невообичаено, секогаш и без исклучок, истиот функционер избран од собранието со мандат од 5 години да прифаќа да настапува како толкувач на политичките случувања. Мои гости вечерва се аналитичарите. Александар Даштевски. Добро вечер, професор. Добро вечер, добро најдов. Благодарејќи на подписот врз овој документ, аналитичарот ама во вистинската улога што ја извршува, на екс-премиерот му даде во рацете карт бланш за политички азил. Слична адаптација, ама со барањето за одземање имунитет за неговиот претходник, приготви и војникот кој во меѓувреме станал добар изведувач на сценаријата, ама изгубен во улогата што му ја довериле. Од и видео и гестикулативната документација е за златна малина. Бидејќи времето се приближува за гласање, Дайте ми услови да читам. 30 секунди, изволите. Каков заклучок Изволите, имаш збор, кажи. Која ти е та реакција? Изволите, кажи. Ја прекинувам седницата. Дури архитектите се свесни дека на истиот начин не оди да се врши работата. Поотворено зборуваат дека како и со правото, така и проблемот со плановите не може да се решава со оние што дозволиле да се стимулираат дивоградби. Ние се соочуваме со проблем, са јас прв пат веројатно вака отворено ќе кажам, дека истите луѓе што претходно 11 години ли ги правеле плановите, сега не ги прават пак. Затоа има луѓе кои се подготвени за секој предизвик и имаат неверојатен успех да се приспособуваат и спремно да се соочуваат со секоја новонастаната ситуација. Замолила од режијата, ако може да ги трнеме шишињата, малку можеби да се тргнат на страна, да шашата може да ви остане. Да. Петровски не моравте, вие веќе дојдеше смеател, повелете, продолжите. Јас сум човек што завршува работи сам, не чекам друг да ми ги заврши. Тргнати се флашите. И на крајот за еден човек кој е непрекинато под обсервација на јавноста, за себе мисли дека не е јавна личност, но познава други јавни личности. Лично го познавате Сашо Мјалков? Зашто ве обвини? Лично го познавам, Лупче, да, и тебе да знам толку, колку што го знам и Сашо. Те познавале или не? Е важно дали си јавна. Доволно е да си личност. Особено важно.